Трпе Инвест Охрид. Вкусно! Повеќе од 30 фестивалски денови, полни сали и сцени, публика која со стоечки овации ги наградува уметниците. Вака директорот на Националната установа Охридско лето Ѓорѓе Цуцковски го оценува досегашниот тек на 66-тото издание на фестивалот. Од свеченото отворање па до концертите во Света Софија, Долни Сарај и Центарот за култура. Интересот на македонската и странската публика според Цуцковски е потврда дека фестивалот и натаму го има своето препознатливо место на културната мапа. Навистина сум задоволен од тоа како протекоа овие веќе 30 на фестивалски денови. Значи, од самото отворање имавме максимален број на посетители. Понатаму, секоја вечер еве до вчера вечер, полни се нашите сцени, почнувајќи од Света Софија, Долни Сарај, Центарот за култура. И навистина сум благодарен и среќен што македонската и интернационалната публика покрај големиот спектар на настани кои што Охрид ги нуди во текот на летото се наши редовни посетители и за еден менаџер на национална установа тоа е најголемиот успех, да настаните бидат полни, квалитетот да биде на високо ниво, аплаузите после концертите да бидат со стоечки овации. Дополнителен показател за успешноста според Цуцковски е финансискиот резултат. Иако конечната сума ќе биде објавена по завршувањето на фестивалот, приходите од продажбата на билети веќе го надминаа минатогодишниот рекорд. Не можам да го изоставам свеченото отворање затоа што настапија едни од најактуелните оперски пејачи на денешницата. Голем број на високо квалитетни концерти во Света Софија, можеби би го издвоил концертот на Игор Јана Дурловски, кој што во тематиката имаше обработка на македонски љубовни песни. Секако следуваат джез настаните кои што ќе бидат спектакуларни. Дали би можел да издвојам уште нешто искрено да ви кажам, веќе не знам во кој ден се наоѓаме од фестивалот, затоа што по секој ден имаме многу настани. Како што знаете, ние најавивме 48 настани и сите тие ги реализираме до сега, така што има многу ноќи за паметење. До крајот на фестивалот остануваат уште 10 денови и повеќе настани. Од најавените 48 фестивалски содржини до сега се реализирани сите, а организаторите најавуваат уште концерти и настапи, кои треба да го заокружат годинешното издание. За Цуцковски зад успешната реализација стои тимската работа, навременото планирање и искуство на фестивалскиот тим. Во однос на гостувањето на светски уметници, директорот вели, клучот е во добрите контакти и начинот на фестивалот и државата се представуваат пред големите имиња. А за сите актуелни настани останува традицијата на Охридско лето, фестивал кој, како што вели Цуцковски, не почнува и не завршува со еден директор, туку е дел од македонското културно наследство. Во текот на вчерашните вечерни часови, екипите на територијалната противпожарна единица Охрид интервенирале при пожар на отворен простор во стариот дел на градот во местноста Месокастро. Благодарение на брзата интервенција на пожарникарите спречено било ширење на огнот кон околните објекти и паркирани возила, со што биле избегнати поголеми материјални штети. Од територијалната противпожарна единица посочуваат дека стариот дел на градот представува подрачје со висок безбедносен ризик од аспект на противпожарната заштита. Причина за тоа се бројните културно-историски споменици, автентичната избиена архитектура, како и ризикот од брзо ширење на пожарот меѓу објектите. Дополнителен проблем представуваат тесните улички и непрописно паркираните возила, кои можат да го отежнат пристапот на противпожарните екипи во случај на интервенција. Од Охридската противпожарна единица упатуваат апел до граѓаните да бидат внимателни, совесни и општествено одговорни, посочувајќи дека најголем дел од пожарите се предизвикани од човечки фактор. Секое предизвикување пожар, намерно или поради невнимание, е кривично дело, нагласуваат од противпожарната единица Охрид.
Во текот на јуни оваа година Охрид го посетиле вкупно 35.446 туристи кои реализирали над 77.000 ноќевања. Од нив 10.487 биле домашни гости, а 24.959 странски. Во однос на структурата на странските туристи, најмногубројни биле турците 6.609, по кои следуваат гостите од Србија 2.440 гости, Холандија 1.414, Полска 1.343, Германија 1.288 посетители. Споредено со истиот месец предходната година забележливо е намалување на бројот на странски, а пораст во бројот на домашните туристи. На ниво на државата, во јуни годинава Македонија ја посетиле вкупно 113.436 туристи, од кои 25.818 биле домашни, а дури 87.618 странски гости. Вкупниот број на туристи во периодот јануари-јуни годинава, во однос на истиот период лани, е намален за 0,5%. Кај домашните туристи има намалување за 3,1%, а кај странските пак има зголемување за 0,3%. Кармен Боуцентар ви донесува метео. Денеска во Охрид имавме сончево и топло време со умерена облачност. Максималната дневна температура се искачи до 35 степени. Утре во Охрид променливо облачно време со сончеви периоди, ќе дува слаб до умерен ветер од североисточен правец. Во текот на денот со услови за нестабилност со дожд и грмежи. Минималната температура од 17 степени, а дневната ќе достигне до 32 степени. Во Македонија утре температурите ќе се движат во интервал од 10 степени наутро до максимална дневна температура до 37 степени Целзиусови. Утре и во петок наместа ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со силен ветер и услови за појава на град. Температурата ќе опадне за неколку степени. Во деновите од викендот времето ќе биде претежно стабилно, а дневната температура ќе биде во пораст.